Без подршка и подадена рака во борбата за докажување на македонскиот идентитет, нашата родна Македонија се откажа од малцинствата во соседните држави. Оваа силна порака полна со огорченост и револт на денот на независноста од Штип ја упатија представници од македонските малцинства во Бугарија, Србија, Албанија и Грција. Не сме чули да кажат дека има македонци во Пиринска Македонија и во Бугарија. Тоа не сме го чули ние од правителството на така наречената Северна Македонија. Седно ние не существуваме. Наместо да не поддржи владата на Република Македонија, да ни даде учебници, да ни дадат лектири, да не посетат, да видат, ништо. Ништо, верувајте. Еднаш добивме 60 учебници, а тогаш имаме 150 деца. Што да правам со 60 учебници? Во меѓувреме Омо Илинден до Европскиот суд за човекови права поднесе и нови тужби во врска со регистрирањето и отварањето на македонски културни клубови во Бугарија. Вопреки дека од Страсбург кажуваат дека ние сме во право и наложуваат на Бугарија дека треба да на признаат, ама Бугарија не ни признава. И така кругот се врати. Иако македонската власт го заборава своето малцинство, тоа е должно да продолжи да се бори и да го докажува своето постоење и идентитет, порача поборникот за македонскиот народ во Егејска Македонија, архимандритот Никодим Царкњас. И многу професори што се занимаваат со нашиот јазик кажуваат од срцето на сите наречени денешни славјански земји е Македонија, македонскиот јазик. Да бидеме горди, да не се здрабуваме и да викаме оти ние сме утробата на сите наречени славјански народи. Ни дојда македонци од сите страни на светот, го искажаа своите чувства, своето минуто, меѓутоа својот револт. Пратија порака на обединување и мислам дека ќе најдеме сила и начин ние македонци да се обединиме. Единствено така можеме да обстоиме. Сме постоеле, верувам дека ќе продолжиме и така. Традиционалната шеста поред средба на децата бегалци е во организација на Штипското здружение Мирка Гинова.